Го следите централното информативно издание на Еден ТВ. Добро вечер. А во него издвојуваме. Премиерот Зоран Заев оствари средба со лидерот на опозицијската Беса Билал Касами. Од владата соопштија дека средбата се одвивала во пријателска атмосфера и исто така соопштија дека договорена е уште една средба која што треба да се оствари до вторник. Масовно вакцинирање одмор били во Скопје, македонски припадници блокирани во Танушевци поради наноси од снег. За сите овие информации почнуваме веднаш во дневникот по генералната најава. Заев и Касами разговараа за барањата на Беса. До вторник договорен нов состанок за да ги испеглаат ставовите. Дел од експертската јавност смета дека од волјата на ВМРО ДПМН зависи дали ќе има консензуален кандидат за председател. Масовно вакцинирање од морбили во Скопје. Родители со представки до народниот правобранител. Македонски полицајци блокирани во Танушевци поради наноси од снег. Запленети 300 килограми марихуана кај жител од Бутел. На скала до 10, македонците добија тројка за даночна одговорност. Премиерот Зоран Заев оствари средба во владата со лидерот на опозицијската Беса Билал Касами. Средбата траеше повеќе од час и половина, а премиерот ги ислуша барањата на Касами. Претходно Заев рече дека опозицијските партии од албанскиот блок досега биле конструктивни во однос на процесот на уставните измени и дека дел од нивните сугестии веќе се вградени. Двата гласа на народните избраници од опозицијската Беса тема на денешната средба меѓу премиерот Зоран Заев и лидерот на опозицијската Беса Билал Касами. Пратениците Фадил Зендели и Неџмедин Кахремани во првата фаза го поддржаа процесот на менување на уставот произлезен со договорот од Преспа, но откако не беа целосно прифатени барањата на Беса, поддршката стана неизвестна. Денеска премиерот рече дека средбата со Касами била договорена уште пред новата година. Мене ми е драго што сугестиите и на двете опозициони партии кои што од албанскиот блок делуваат позитивно и досега беа конструктивен фактор во носењето на уставните одлуки околу уставните амандмани. Не само тоа што ја поддржуваат интеграцијата во НАТО и во Европската унија, туку денеска се веќе вграден дел во новите уставни амандмани со сугестиите по пат на дебата кои што ги дадо. Тие се вградени. Сакам денеска да слушнам што е тоа што ги загрижува нивните гласачи, нивните поддржувачи. А од опозицијската Беса за Еден ТВ велат дека на средбата на масата пред премиерот ќе ги испорачаат 4 амандмани со кои ќе бараат интервенции во уставот за, како што велат, подобрување на квалитетот на правна и еднаква држава за сите граѓани на Македонија. Инаку Беса со амандманите генерално бара изедначување на македонците и албанците на сите нивоа во државата. Со првиот се бара измени во преамбулата на уставот, македонската и албанската етничка заедница да бидат одвоени на исто ниво од другите етнички заедници, но и официјализирање на албанскиот јазик на целата територија. Со вториот амандман Беса бара во амандманот 5 став 2 да се избрише процентот 20 и да се замени со албанскиот јазик. Со третиот амандман бараат во амандманот за диаспората интервенција во ставот 3 да се наведат сите етнички заедници и државјани на Македонија кои живеат надвор, а за кои државата се грижи. Со четвртиот амандман бараат во делот на државјанството во документите да има двојна формула, за албанците да пишува дека се граѓани на Република Северна Македонија, а за македонците да остане како што е предложено македонско цртичка државјани на Република Северна Македонија. Вчера премиерот Заев рече дека ќе направи се за да обезбеди двотретинско мнозинство за процесот на имплементација на договорот од Преспа со цел членството во Европската унија и НАТО да биде докрај реализирано. Премиерот Заев најави средба и со Алијансата на албанците на Зијадин села. Алијансата има амандман на преамбулата, односно за предлог амандманот 34, каде цел е да се елиминира редењето на етничките заедници, со што се издвојува македонскиот народ од другите. Беса и Алијансата имаат 4 пратеника. За изгласување на уставните измени потребни се 80 народни избраници.
Во опширно и детално интервју на 3 страници за грчкиот весник Ефимерида Тон Синдактон, премиерот Зоран Заев вели дека договорот од Преспа во иднина не може да се промени, а изразува надеж дека решението меѓу Македонија и Грција ќе добие зелено светло од пратениците и во двете земји, но не ја крие и неговата загриженост. Тој во интервјуто вели дека е загрижен и за гласањето на пратениците во нашето собрание, како и во однос на престојните процеси во грчкиот парламент, едниот за ратификација на договорот, а другиот за ратификација на протоколот за членство во НАТО. Јас и мојот добар пријател Алексис донесовме одлуки и го презедовме целиот политички ризик, бидејќи веруваме дека ова е правилна одлука за иднината на нашите татковини, вели Заев и потенцира дека според официјалните статистички податоци во последните 10 месеци трговијата меѓу двете земји се зголемила за 18,7%. Премиерот преку грчкиот весник упатува порака до грчките граѓани дека сите одлуки што се носат од македонските институции се за секогаш. Заев истакнува дека кога Ципрас дошол на власт, испратил позитивна порака до нашата земја, а истото го сторил и тој со преземањето на премиерската функција. Каков председател ќе добие Македонија на престојните председателски избори? За едните идеално би било тој да биде консензуален и прифатлив за сите. Другите со анкети прво го опипуваат пулсот на јавноста, па преку јавен повик и партиска конвенција ќе одлучуваат за кандидат. Според аналитичарите, од волјата на ВМРО ДПМН ќе зависи дали новиот председател ќе биде татко на нацијата прифатлив за сите. За премиерот Зоран Заев би било идеално доколку идниот председател биде татко на нацијата прифатлив за сите. Во одговор на новинарско прашање тој вели дека посакува да се избере консензуален кандидат за предстојните председателски избори. Дуе еден коалиционен партнер, ние имаме повеќе коалициони партнери, но за нас се најзначајни граѓаните. Така да во сите овие разговори верувам дека ќе изнедреме сила навистина да избереме кандидат со кој што ќе биде чест да застанеме позади него и да го промовираме како иден председател на Република Македонија. Јас верувам дека има капацитет оваа коалиција која што добила чест да го води парламентарното мнозинство и извршната власт да победи на изборите, но секако тоа не е еднаш за секогаш дадено право. Председателските избори се избори на личности. Вистинскиот лик навистина ќе биде пресуден, веројатно и при одлуката на граѓаните. Тоа го знаеме и согласно тоа ќе се водиме во одлуките. За сега во фокусот на владеачката СДСМ се уставните измени и обезбедување на потребното мнозинство. Министерот за внатрешни работи и подпредседател на партијата Оливер Спасовски во разговор за еден ТВ ниту потврди ниту демантираше таква амбиција, но вели процесот за избор на председателски кандидат во партијата се уште не е започнат. Кај нас има предвидено детална процедура во статутот како се избира кандидатот за председател на државата, значи се тргнува од најниското ниво, од местните одбори на Социјалдемократскиот сојуз, општинските организации, централниот одбор и така натаму, и на крајот ќе дојдеме до кандидатот. Од друга страна, ВМРО ДПМН денеска отвори повик преку кој партијата бара кандидати за председателските избори во април. Портпаролот Дим Чарсовски ги повика членовите кои ги исполнуваат критериумите преку писмо да изјават интерес. Конечниот кандидат се избира на партиска конвенција со гласови на 550 делегати. Денес објавуваме јавен повик за пријавување на кандидатура до конвенцијата на ВМРО ДПМН за избор на кандидат за председател на Република Македонија за председателските избори 2019 година. Сите оние кандидати кои ги исполнуваат законските предвидени обврски услови за кандидирање за кандидат за председател на Република Македонија и кои се согласуваат и ги поддржуваат политиките на ВМРО ДПМН и сметаат дека се потенцијален кандидат, треба да поднесат индивидуално писмо за изјавување на интерес за кандидирање на конвенцијата на ВМРО ДПМН за избор на кандидат за председател на Република Македонија. Најдоцна до 31. јануари 2019 година до 18 часот во просториите на централното седиште на ВМРО ДПМН. Неофицијално пак зад кулисите партијата го опипува пулсот преку неделни анкети. Во играта како што објавуваат дел од медиумите се споменуваат имињата на професорите Саво Климовски, Тања Каракамишева, Гордана Силјановска и Трајко Славевски, но и поранешниот министер за финансии Зоран Ставревски, а се типува и со името на пратеникот Антонио Милошовски. А токму од согласноста на ВМРО ДПМН според аналитичарите зависи дали на председателските избори ќе се избере консензуален кандидат за председател. Ако Али Ахмети и Зоран Заев се договорат
како најмоćни политички партии, но таму да не забораваме уште 2-3 албански партии кои исто така ќе бидат прашани, и ако и тие се договорат, сега останува само ВМРО ДПМН да даде некаква начална согласност. И тоа не би било така лошо. Прилично механички приоѓаме кон сложени процеси во кои балансот за силите мора да се само да поентирам, да се затоа што никој не е сигурен. Верувам и во ВМРО ДПМН, сите анализи нивни покажуваат, некој од Сетрајановски според некои внатрешни анкети имал, ВМРО ДПМН ќе ги изгуби овие избори. Нема многу време за да може да гради нов залег. Во меѓувреме се погласни се шпекулациите дека чекор пред сите е претеникот Владко Ѓорчев со активна приватна кампања. Тој не ги коментира ваквите информации, ако коинцидираат со неговите активности на терен. Токму Ѓорчев беше начело на партиската делегација која се поклони пред гробот на Киро Глигоров, иако ВМРО ДПМН во минатото немаше позитивен став кон првиот председател на Македонија. Кон крајот на годината тој имаше и неколку средби со граѓани и поддржувачи од албанска етничка припадност, иако токму ВМРО ДПМН се уште жестоко го опонира законот за јазиците, поради што во неколку наврати беше обвинета за албанофобија. А во ова централно информативно издание на 1 ТВ, гостин е министерката за одбрана Радмила Шекеринска, со неја разговара колегата Сашо Ордановски. Сашо, добро вечер. Предпоставувам една од темите ќе биде и членството на Македонија во НАТО во овој разговор. Повелете. Добро вечер, се јавуваме од центарот на Скопје, од площадот Македонија. Вчера овде имавме со министерот Оливер Спасовски разговор. Тогаш рековме дека би можеле да снимаме документарец за пингвини. Денеска малку помалку дува, па не е толку студено колку вчера. Меѓутоа, оние што не мора да излегуваат вечерва, особено не да даваат интервјуа на отворено, им препорачуваме да останат дома. Така е, вечерва со нас е министерката за одбрана госпоѓа Радмила Шекеринска. Госпоѓа Шекеринска, добро вечер, среќна нова година и убави празници. Благодарам, многу здравје, среќа, успех. Не е така лошо времето вечерва, така што добро ни тргна. Јас си го започнам разговорот со истото прашање со кое што го започнав и вчерашниот разговор. Минатата година ни заврши со практично екзекуција на правната држава. Се случија амнестии, се случија интервенции во кривичниот закон за да некои политичари не бидат обвинети понатаму, кои што беа осомничени за сериозни криминали. Се подудри пуштањето од притвор на одредени високо профилирани осомничени за економски криминали и така натаму и така натаму. Дали сте свесни дека губите поддршката во јавноста, чишто принцип беше нема правда, нема мир? Заедно со многу од тие граѓани, 3 години бевме на улица за да и дадеме шанса на правната држава. И успеавме, како велевме, со пенкало да победиме режим без крв, освен нашата. И како луѓе кои некој од нас тој и со крв го плаќаа на 27 април, сметавме дека имаме морално право, затоа што на овие луѓе навистина им должиме и морален однос, не само политички правилни одлуки, туку и морален однос, дека имаме право да кажеме да за амнистија врзана за 27 април, во која нема да бидат вклучени организаторите и насилниците. И знам дека првите реакции беа извонредно негативни. Бројките покажаа дека тие први напади не биле целосно исправни. Имено најавата беше дека амнестијата ќе ги покрие сите. Се покажа дека помалку од половината од оние кои се вклучени или побараа амнестија, успеа низ во судските инстанци да добијат амнестија. Не сакаме да се мешаме во тоа, но сакаме еве да порачам и до вас и до голем дел од јавноста која постојано овие 3 години има подеми и падови. Сите ние ги имаме тие подеми и падови. Имавме моменти кога не верувавме дека таа битка може да успее. Имавме моменти кога бевме еуфорични. Ние оваа година направивме сериозни промени во државата. И ниедно од тие промени не е ниту лесна, ниту безболна. И нас не боли. Ама сметавме дека овој тип на одлука, како што е амнестијата за одреден дел од учесниците за 27 април, е цена која треба ние пред се да ја платиме, за да Македонија може да обезбеди излегување од изолацијата која што 10 години не чини. Го направивме тоа свесни дека ќе платиме политичка цена, ама политичката цена треба да ја плаќаат партиите, а не треба да ја плаќа државата.
Ја слушаме таа политичка мантра подолго време за повисоката цел која треба да се оствари и тоа го повторувате постојано. Сепак, дали сте задоволни од работата на јавниот обвинител? 2 месеци не може да излезат со елементарен извештај за тоа како побегна Груевски. Разбирате дека во јавноста се мисли дека за тоа стои политички договор во кој што и вашата партија и ваши функционери учествувале, иначе зошто би траело тоа цели 2 месеци? Ке се обидам не политички, не правнички да дадам одговор, ке се обидам лично да дадам одговор. Јас, како што предпоставувам и вие, и многу луѓе во Македонија беа директни жртви на начинот како владееше Груевски. Ништо не му должиме, одговорен е за многу од оваа лоша клима во државата. Бидејќи ништо не му должиме, немавме ниту потреба, ниту интерес, ниту логика да правиме дил со човекот кој секогаш дилаше само собствени интереси. Зошто сега не побарате јавниот обвинител побрзо да реагира? Знаете како, секој тип, јас сум нестрплива и по природа. Како граѓанин сега би сакала за еден ден да излезат со таков извештај. Меѓутоа, ќе беше точно и обратната проценка. Ако тоа пребрзо беше готово, еден дел од луѓето исто така ќе се сомневаа за некаков политички дел во позадина. Јас 3 години ги слушам тие стравови. Сите ние кои што се навикнавме да живееме во држава во која еден човек или двајца се знаат, се слушаат, се прислушкуваат и се контролираат, наеднаш ни изгледа неприродно да не може тој што е на врвот или обвинителот веднаш да ги има сите податоци. Некогаш правдата е спора и некогаш и јас и ние сме нервозни. Меѓутоа повеќе би сакала правдата секогаш е спора. Да, неправдата стануваше некогаш брза, а правдата спора. Меѓутоа јас повеќе би сакала и очекувам од обвинителот без намера оваа изјава да се толкува како притисок, да добиеме точна информација, да добиеме извештај истрага која што ќе покаже каде биле слабостите, информација која што ќе покаже дали и кои биле соучесници и која што ќе спречи било каков случај од тој тип во иднина. Мислам дека е тоа поважно отколку брзината, дека сум нестрплива и јас сум нестрплива. Предпоставам дека разбирате дека сите овие околности водат до една голема апатија, особено кај она голем дел од гласачкото тело кое што не е неопходно на страна на СДСМ, па ни на страна на ВМРО, а такво е веројатно можеби и половината и повеќе од половината гласачи. Ни следуваат претседателски избори. Мислите дека ќе бидеме во состојба да изведеме со оглед на цензусот успешни претседателски избори, бидејќи ако не влегуваме во уставна криза? Знаете како, бидејќи продолживте со дилемата, дали постои дил или не. Верувајте да имаше кај нас еден атом желба да направиме политички дил, последниве барем 6-7 месеци ќе беа сосема различни. Ние имавме понуди, имавме конкретни предлози, имавме уценувања, не попуштивме не затоа што сме тврдоглави, туку затоа што сме свесни дека не е целта да ја спасиме државата, а да изгубиме правдата. Ќе успеат ли претседателските избори? Реално мислам дека претседателските избори се нашиот прв следен предизвик по завршување на уставните измени. Земејќи ги предвид бројките, постои таква опасност. Колку што гледам, опозицијата не сака да си ги измери силите на избори и мислам дека плашејќи се од извесен пораз, бегството или шансата ќе ја бара и во можен повторен бојкот. Добро, тие сепак распишуваат конкурс за кандидати за претседателски избори. Според тоа какви се изјавите, според тоа какво им беше однесувањето и пред референдумот, кога јас би требала да проценувам, мислам дека е повисока проценката дека ќе се однесуваат неодговорно. Да, тоа за државата ќе биде негативно сценарио кое јас не велам дека ќе не внесе во уставна криза, затоа што уставот е јасен. Кога немате избран претседател, тогаш претседателот на собранието ја врши функцијата на претседател. Тоа сепак ќе биде барем политичка криза тешка. Но тоа ќе не воведе во трошење на енергија и трошење на пари, кои Македонија баш и не ги има на одмет. Сето тоа ќе им го понуди на граѓаните оно што тие сакаат да избегаат постојано. Значи никој не сака циклус на избори кој што следи стар циклус на избори. Инаку ќе влеземе во постојана спирала на не е перпетуум мобиле, за жал ќе ни ја влече целата енергија од вистинските теми на теми кои што не би требало да траат повеќе од 2 или 3 месеци. Го знае ли СДСМ својот кандидат за претседателските избори?
Вие спомнавте процедури, јас нема да влегувам во процедурите, но ќе кажам дека сметавме и убедена сум дека е тоа исправна одлука. Дека до моментот додека не ја завршиме оваа наша клучна политичка мисија за 2018 и 2019, а тоа е ратификација на Приспанскиот договор и тука и во Грција, уставните измени и почеток на нашите ратификации за членство во НАТО, мислам дека ќе биде неодговорно да се занимаваме со нешто што ќе ни одземе исто така и енергија и влијание. Предпоставам дека на следново прашање нема да добием одговор, но сепак морам да ве прашам, имате ли вие амбиција за претседателски избори како кандидат на СДСМ? Би била нечесна ако велам дека партијата не треба да ја губи енергијата, а јас ја губам. Сиве овие години се водев од начелото дека е политиката врзана со целите, а не со фотелите. Овие 4 години целта ни беше да ја извадиме државата од дупката во која што беше влезена. Успеавме да ја ослободиме од режимот. Успеавме да ја вратиме назад во некакви нормални интегративни токови. Минатата година, цела година, ја посветивме на прашањето на членството во НАТО, почеток на преговори со Европската Унија. Фокусот мора да ни биде таму. Меѓутоа, брзо ќе помине времето, така што ниту јас, ниту било кој друг смее да биде нестрплив. Мислам дека првото е прво, а тоа е да успееме во напорите за кои работиме година и пол. Ќе морам да го повторам прашањето. Имате ли амбиција за претседателски кандидат? Јас сметам дека во овој момент никој од нас нема право да размислува за личните амбиции. Оти, ако малку почнеме да размислуваме, знаете како е амбицијата, ќе ве соџвака во 1 секунд и наместо да зборуваме за тоа што денес треба да сработам, ќе почнеме да размислуваме што денеска треба да станам. Мислам дека е тоа погрешно во политиката, барем сега и во Македонија. Бидејќи температурата е таква каква што е овдека, не секам да ве држам, јас и вие немаме капи. Така, само да ве прашам на крајот, имате ќерка, дали е вашата ќерка вакцинирана? Да, ќерка ми е вакцинирана. Последниот пат заедно со децата од нејзиното оделение во диспансер Карпош, каде што и ја ми се чини дека се вакцинирав. Мислам дека процесот е важен и ни го штити здравието и на нас и на децата, што е најважно. Жалам што не само кампањите, туку и довербата во институциите, која што е долго време изгубена, довербите во здравството, некогаш ги тера луѓето да носат и одлуки кои што не се во наша најдобра, во наша полза, но се надевам дека не само оваа кампања, поголемата дебата по ова прашање и можеби дискусија околу нивоата на квалитет, стандардите за вакцините, мислам дека ќе ни помогне. Ние во нашата предизборна програма кажавме дека во првиот дел од нашиот мандат ќе најдеме начин како критериумите при избор на вакцини да се базираат не само на принципот како што е сега најниска цена, туку да се стави акцентот на квалитет и мислам дека оваа година тоа можеме да го направиме. Додека сме на темата, како е можно во центарот на Скопје, неколкуте централни општини начело со центар општината, да имаат најслаб одзив за вакцинирање? Јас знам дека и вие живеете во центарот на Скопје. На што се должи тоа? Кој е вашето толкување? Немам аргумент, но гледам многу луѓе на социјални мрежи кои што, да кажам, еве, ги знам од Скопје, кои што не ги вакцинирале децата. Еден дел плашејки се од квалитетот. Сега како мајка ќе бидам искрена. Кога ја однесов ќерка ми на вакцинација, се обидував да прочитам што се пишува на вакцината, видов дека е од сериозен производител. Потоа видов дека не се произведува во Канада како што прво помислив, туку во друга земја. Но тоа се прашања за кои треба да се дискутира. Не мислам дека треба да се дискутира за вредностите на вакцинирањето. Затоа што да, пред 30, пред 50 години, кога не се вакцинирали, просечниот век на луѓето бил многу понизок. Така што да, најверојатно има последици и од вакцинирањето. Но дефинитивно треба да ги знаеме и последиците на дел од болестите. Имавме во соседството смртни случаи, ако не се лажам, на морбили, во Романија, мислам и во Србија. Значи, да, вакцинацијата, како и секој лек кој што го примаме, може да има одредени нуспојави, но ова се болести од кои и умирале многу луѓе пред измислувањето на вакцините. Така што не знам, секој од нас носи одлуки, меѓутоа сите како општество треба да почитуваме правила. Радмила Шекеринска, благодарам за ова постновогодишно предбожично кратко интервју. Благодарам и среќни празници на сите.
Јас ви благодарам за вклучувањето од центар. Се надевам дека во студиото е нешто потопло. Александар, може слободно да превземеш понатамошната програма на 1ТВ. Ордановски, благодарам и на министерката што одвои време да биде гостин во 1ТВ и секако тебе за разговорот и за вклучувањето во овие вести. А ние се задржуваме на истата тема, односно вакцинацијата. До денеска во пунктовите за вакцинација во Скопје вакцинирани се околу 1000 деца со вакцината МРП. Од Министерството за здравство информираат и дека вакциналните пунктови ќе работат и за време на викендот и ќе работат во две смени од 7:30 до 19 часот, а во понеделник на 7 јануари пунктовите ќе работат само прва смена од 7:30 до 13 часот. Државниот санитарен и здравствен инспекторат вели дека во текот на вчерашниот и денешниот работен ден направиле контроли во речиси 90% од градинките и дека досега во ниту една не е пронајдено дека е примено дете кое не е вакцинирано. Од Министерството за здравство велат дека засега нема нови случаи за заразени со мали сипаници. Народниот правобранител будно ќе ја следи состојбата со епидемијата на морбили. Омбудсманот отворил предмета за да се утврди дали се исполнети предусловите за вакцинација на децата во поликлиниките и дали работата со соодветен персонал. Пристигната е и првата представка од родител кој се пожалил дека му еускратено правото да го згрижи детето во градинка. Голем број граѓани се јавувале за да се информираат дали има повреда на правото и да се советуваат како да постапат. Според народниот правобранител, неопходно е да се усогласи законската регулатива која ги опфаќа правата и обврските поврзани со имунизацијата. А група граѓани вечерва излегоа пред Министерството за здравство на протест против, како што рекоја, подлата кампања на власта на заплашување на граѓаните преку фабрикувана епидемија на мали сипаници. Тие најавија дека од вторник своите деца ќе ги носат во градинка и покрај забраната на Министерството за здравство невакцинираните деца да не бидат примени во градинките на територијата на град Скопје. Го креваме гласот против вакцинацизмот, против дискриминацијата, против сегрегацијата, против кршењето на уставот, против кршењето на законите и меѓународните конвенции и договори, против репресорите на човековите права, против заплашувањата им, против манипулациите, порачаа неколку десетина родители кои вечерва протестираа пред Министерството за здравство. Дарко Георгиев од невладината организација Вакцинирањето е право на избор, слобода пред се, рече дека власта спроведува подла кампања на заплашување на граѓаните преку фабрикување на епидемијата на мали сипаници. Пред вас не стојат антиваксери. Пред вас не стојат ни проваксери. Пред вас се луѓе кои се борат за почитување на правата на пациентите, за човековите права, за нашите и правата на другите луѓе кои се предмет на психолошките операции за отцрнување, сеење страв, закани и дискриминација од страна на власта. Пред вас имате родители кои имаат различно гледиште од некои други родители. Според на собраните граѓани, со забраната што ја воведе Министерството за здравство, невакцинираните деца да не бидат примени во градинка, власта врши сегрегација на населението и дискриминација на општите услови врз основа на здравствениот статус на децата. Ова прекршување на човековите права нема да помине без правни последици. Нашиот правен тим веќе изготвува представка до Народниот правобранител за дискриминација врз основа на здравствен статус. Дополнително се подготвуваат колективна тужба од граѓаните за оваквата постапка и освен извинување и санкционирање на одговорните кои застанале за овие одлуки, ќе бараат и материјална надомест за денгуба, како и надомест за душевна болка од оваквото обесправување. Доколку судовите не се дрзнат да пресудат праведно, постапките немаа запрат се до Европскиот суд за човекови права. Според официјалните податоци, до денеска околу 1000 деца примиле вакцина против вирусот на мали сипаници и досега нема потврдени случаи на новозаболени деца од оваа болест. Од Министерството за здравство претходно апелираа до сите родители да ги вакцинираат своите деца со МРП вакцина. Претходно, тие имаат право да го проверат производителот и рокот на траење на вакцината
пред да ги вакцинираат децата. Вакциналните пунктови во поликлиниките Букурешт, Битпазар и Јане Сандански предстојниот викенд на 5 и 6 јануари ќе работат во 2 смени, во периодот од 7:30 до 19 часот. В понеделник пак на 7 јануари пунктовите ќе работат само прва смена од 7:30 до 13 часот. Падна првостепената пресуда за смртта на 4-годишниот Алмир Алиу од Куманово. Ова е одлуката на апелациониот суд, поради што случајот се враќа на повторно судење, објави Алсат. Вишето обвинителство побара повисока казна за Бубан Илиќ, кој од Кумановскиот суд беше осуден на 6-годишна казна затвор, како и за осудените за насилство Сами Демири и Абдула Алиу, кои добија 9-месечна казна затвор. 6 месеци затвор тогаш доби и таткото на Алмир Седат Алиу. Првично, Илиќ беше обвинет за убиство со умисла, но делото потоа беше преквалификувано како сериозно кривично дело против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Неколку гранични полицајци се блокирани во полициската станица во Танушевци на самата македонско-косовска граница. Телефонските врски повремено не работат, а службениците побарале помош од одделот во кој припаѓаат. Нивното движење е оневозможено поради снежните наноси кои наместа достигнуваат и до 2,5 метри. Од Министерството за внатрешни работи ја потврдуваат ваквата информација и додаваат дека од вчера не е извршена смена на полициските службеници во Танушевци, но се преземаат мерки тоа да биде направено во најскоро време. Оттаму велат дека полициските службеници имаат доволно храна и дека се во постојана комуникација со нив. Управата за финансиска полиција во текот на 2018 година до надлежните јавни обвинителства поднесе 74 кривични пријави против 68 правни лица и 163 физички лица со кои е нанесена штета на буџетот на Република Македонија во вкупен износ од 3 милиарди 18 милиони и 354.504 денари или речиси 49 милиони евра. Како што информираат од управата, бројот на поднесени кривични пријави за 2018 година во однос на претходната е зголемен за 51%, а во споредба со 2016 година за 80%. За други кривични дела поднесени се 8 кривични пријави против 3 правни лица и 11 физички лица со кои е нанесена штета во износ од 33.715.377 денари. Полицијата при претрес на домот на 30-годишен скопјанец во населбата Бутал откри и заплени 300 килограми марихуана. Од секторот за внатрешни работи Скопје, единицата за недозволена трговија со дрога и оружје, денеска врз основа на судска наредба, а по претходно добиени сознанија од преземени мерки и активности, извршија претрес во домот на 30-годишниот Х.Е. При претресот пронајдени се 229 кеси со марихуана со вкупна тежина од околу 300 килограми. Х.Е. е приведен, а марихуаната е предадена за вештачење и мерење, соопшти Министерството за внатрешни работи. По целосно документирање на случајот против Х.Е. ќе биде поднесена кривична пријава до основното јавно обвинителство во Скопје поради основано сомневање за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Во Македонија со кредит од Европската банка за обнова и развој ќе се гради првата поголема плантажа со соларни панели. Изградбата на плантажата е над поранешен рудник со јаглен, а со тоа ќе се помогне и во декарбонизација на македонскиот енергетски сектор. Според проекциите до 2020 година планирано е 23% од енергијата во земјава да биде генерирана од обновливи извори на енергија. Драго ми е што работиме со Елем на ова. Елем е една од најдинамичните, најпромислените енергетски компании во регионот и не е за изненадување што се први во регионот кои што се појавуваат со ваков проект. Тука би сакала да ја споменам и улогата на владата и тендерот за соларна енергија кој што ни предстои, кој што го води вице-премиерот Ангјушев. Тоа го отвара пазарот за приватниот сектор, дава можности за локалните бизниси. Ова е прв проект од фотоволтаично производство на електрична енергија во нашето портфолио, вреден во околу 7 милиони евра.
од кои 5,9 милиони евра се кредит од Европската банка за обнова и развој, а остатокот од средствата се сопствени средства на АДЛ. Вкупното годишно производство од оваа нова фотоволтаична електрана е околу 15 гигават часови, доволни за покривање на потребите, годишните потреби на околу 2000 домаќинства во Република Македонија. Имајќи ги во предвид само овие проекти, веќе имаме инвестиции над 250 до 300 милиона евра во делот на енергетиката во следниот период. Се надеваме дека многу брзо ќе потечат првите мегавати од овој фотоволтаик, кој што во моментов ќе биде најголем во државата, да се надеваме почетокот на следната година. Мислам дека е тоа објективно. За редовен и автоматски поврат на данокот на додадена вредност кон фирмите и пребивање на претплата на даноци кон сите даночни обврзници, Управата за јавни приходи изработи модул за автоматски поврат и пребивање. Целта, како што вели директорот на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска, е за подобро функционирање и давање на подобри услуги на граѓаните и фирмите. Во таа насока, како што велат оттаму, се и платформата е-персонален данок и предпополнетата даночна пријава со што граѓаните се ослободени од административните процедури и долгото чекање на шалтери. Целосно сме посветени на реализација на започнатите проекти на реформите кои што се предвидени за годинава. Со задоволство можам да кажам дека веќе имаме 100% успешност на реформата е-персонален данок системот, на кој што се регистрира 656.000 граѓани, а се уште се регистрираат и физичките лица кои до тој рок не го направиле тоа. Успешната реализација е благодарение и на сите граѓани кои што ја дадоа шанса на оваа реформа и соработуваат со Управата за јавни приходи. Од 1 јануари веќе започнавме со подготвување на предпополнетата годишна даночна пријава, која што ќе им биде доставена на сите физички лица регистрирани на ЕПДД, пошто од нив ќе чекаме потврда или корекција, со што верувам дека целосно ќе заокружиме еден успешен процес. Граѓаните на балканските земји се во врвот на оние кои нерадо плаќаат даноци, а најниската вредност е забележана во Македонија, покажало истражувањето на Институтот за економија од Базел. Според истражувањето на Институтот на скалата од 1 до 10, при што 10 представува највисоко ниво на прифаќање на плаќањето данок, Германија бележи највисока измерена вредност од 7. Резултатите покажуваат и дека граѓаните на балканските земји се во врвот на државите кои нерадо плаќаат даноци. Најниска вредност е забележана во Македонија 3,2, потоа во Црнагора 3,9 и во Србија 4,1. Институтот од Базел ваквите истражувања ги спроведува во последните 3 години во 141 земја, барајќи одговори на прашањето во која мера жителите на една држава имаат волја да плаќаат данок за финансирање на јавните расходи за социјалниот систем, за здравствената заштита, за јавните медиумски сервиси и за културните организации. Цените на угостителските услуги во декември не забележаа промена во однос на ноември 2018 година. Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот јануари-декември 2018 година во однос на тој период од минатата година е зголемен за 2,3%, додека во однос на декември 2017 година е зголемен за 1,9%. Според анализите на Државниот завод за статистика, споредено по групи на услуги, зголемување е забележано во групата алкохолни пијалоци од 0,1%. Вевчани и оваа година од 12 до 14 јануари ќе биде театар на отворено без режија и центар на сатира за настаните што ја одбележаа минатата година. Веќе се изработени над 1000 поединечни и групни маски, кои се чуваат во тајност, а организаторите очекуваат околу 10.000 посетители. Вевчанскиот карневал со кој се слави доаѓањето на новата година по стариот календар ќе почне со забава на 12 јануари, а продолжува следниот ден на 13 со централната манифестација на далеку прочуеното дефиле на маски. Настанот се случува еднаш во годината на кој се слави доаѓањето на новата година според стариот календар. Како и секоја година, традиционално и годинава ќе се одржи уникатна карневалска поворка на која ќе продефилираат повеќе од 1000 маски. Благодарение на овие учесници, кои ние во Вевчани ги викаме Василичари, оваа манифестација важи за најголемиот европски фестивал на сатирата и отворен театар без режија.
Кулминацијата на настанот е на 14 јануари утрото 30 на минути после 2 часот по полноќ, кога младоженецот и невестата одат да полнат вода на Вевчанските извори, од која подоцна приготвуваат кашарник, објаснува вевчанскиот уметник Симон Лешовски, автор на дизајнот за пасошот на Република Вевчани и на вевчанските банкноти личници. Оваа година ќе бидат некаде над 1000 маски, што групни, што поединечни, маски кои секако го провоцираат оној кој што тоа го гледа, го провоцираат во смисла на да размислува за таа маска, маски кои што најдобро се чувствуваат василичарите да ја критикуваат власта, каква што е актуелната, во моментот која што е власт, и тие ги критикуваат потезите кои што ги направила власта, кои самите тие сметаат дека не се во ред. За среќа тоа е добар коректор, од тука многу работи може да се видат, да се чујат и да се научат и на крајот од краиштата да се преземе нешто што би се исправиле тие девијации во владењето кое што го има, се разбира во секоја власт и во секое време. Но карневалот денес не е она што бил некогаш. Секое време си носи и своји промени, објаснува Лешовски. Порано било со давање она што денеска го добиваат зетот и невестата, значи главните стожери на карневалот, во парична надоме, значи награда за нивната посета на вевчанските куќи. Порано тоа било со месо, не знам, сирење кој како имал куќите. Во секој случај таа традиција продолжува. Друга промена, да речеме пред 40, можеби малку и помалку, пред 30 и некоја година, на Вевчанскиот карневал се маскираа само машки. Сега, последниве 20 години, не само што се тука женските, да речеме, имаат равноправност, туку веќе префрлаат можеби некој процент, што е додадена вредност на таа што рековме преска тотална слобода. Карневалот ќе заврши на 14 јануари на Василица, кога на сред село традиционално ќе бидат запалени маските од овогодинешниот Вевчански карневал. Карневалот има 14 вековна традиција. Градските власти апелираат до граѓаните да се воздржат од палење огнови на отворено по повод божикните празници со цел да се заштити животната средина и амбиенталниот воздух. Апелот е усогласен со градоначалниците на сите скопски општини кои решија да се откажат од доделувањето дрва за оваа намена со цел да се спречи дополнително загадување на воздухот во главниот град, се вели во соопштението од град Скопје. По 8 дена ослободен киднапираниот грчки бизнисмен Меј и Јункер ке разговараат за Брекзит. Хакери украле милиони податоци на политичари и познати личности во Германија. Во продолжение вестите од светот. Грчкиот бизнисмен Никос Маврикос, кого 4 непознати лица го киднапираа на 27 декември, денеска е ослободен и во добра здравствена состојба се вратил дома, објавија грчките медиуми. За сега не е познато ниту официјално, ниту неофицијално на кој начин 51 годишниот Маврикос бил ослободен, дали киднаперите побарале откуп и дали преговарале директно со него, ниту пак кои се причините за неговото киднапирање. Веднаш по ослободувањето, бизнисменот бил во полициска станица за да даде исказ, а грчката полиција работи на расчистување на случајот. Маврикос беше киднапиран пред неговиот дом во Пиреја од 4 непознати лица, а медиумите објавија информација дека киднаперите носеле униформа од единицата за борба против тероризам на грчката полиција. Британската премиерка Тереза Меј денеска ќе се сретне со председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, со надеж дека од Брисел ќе ги добие отстапките кои се потребни договорот за Брекзит да биде одобрен од британскиот парламент. Портпаролката на Европската комисија Мина Андреева изјави дека Јункер е отворен за нов диалог со Меј, а од кабинетот на британската премиерка потврдија дека таа разговарала со некои европски лидери пред гласањето за договорот за Брекзит во британскиот парламент. Американскиот председател Доналд Трамп денеска реагираше на барањата на некои демократски конгресмени за негово отповикување од функцијата, оценувајќи дека е премногу успешен за да биде отповикан.
Како можете да го отповикате претседателот кој победи на можеби најважните избори на сите времења, кој не направил ништо погрешно и кој ги има најуспешните 2 години од мандатот од кој било друг претседател? Реакцијата на Трамп следи од како вчера по конституирањето на новиот состав на представничкиот дом на Конгресот во САД. Двајца демократски конгресмени иницираа предлог за отповикување на Трамп. Новата председателка на представничкиот дом Ненси Пелоси вчера пред нејзиниот избор на функцијата изјави дека одлуката на демократите за покренување постапка за отповикување на Трамп ќе зависи од резултатите од истрагата на специјалниот обвинител Роберт Милер за наводното руско мешање во изборите во 2016 година. Трамп од своја страна тврди дека луѓето од неговиот изборен штаб не соработувале со Русија и ги отфрла сите такви обвинувања. Во меѓувреме закажана е нова средба меѓу Трамп и конгресните лидери пред почетокот на третата недела од затворањето на владата. За настанатата ситуација претседателот ги обвинува демократите. Во меѓувреме околу 800.000 државни службеници веќе 2 недели работат бесплатно. Непознати хакери украле милиони податоци на германски политичари, новинари и познати личности, објави германскиот весник Билд, истакнувајќи дека ова можеби е најголемиот хакерски напад во историјата на Германија. Со хакерскиот напад се опфатени политичари од речиси сите политички партии, освен десничарската АФД, чии податоци засега не се објавени. Меѓу жртвите на нападот се и германскиот претседател Штајнмајер, канцеларката Меркел, но и познати уметници и новинари. Меѓу објавените податоци се броеви на мобилни телефони, адреси, изводи од електронски комуникации, сметки, информации за кредитни картички, а во некои случаи и лични пораки со членови на семејствата. Портпаролката на германската влада денеска соопшти дека меѓу податоците кои се хакирани нема чувствителни информации од кабинетот на канцеларката Меркел. Сопственикот на Твитер налогот на кој се објавени доверливите податоци се претпоставува дека се наоѓа во Хамбург. Сојузната служба за заштита на уставноста од синоќа покрена постапка за овој случај и разменува информации за тоа со странските разузнавачки служби, со цел да се дојде до потеклото на хакерскиот напад. Германските медиуми јавуваат дека зад нападот може да стојат Русија или Кина, бидејќи Москва со години наводно спроведува масовни хакерски напади на Германија, а не може да се исклучи ниту соработката со германските десничарски екстремистички групации. Во продолжение уште една корисна техничка информација. Сообраќајот на државните патишта се одвива по влажни коловози наместа со остатоци од снег на коловозот. Снег со среден интензитет паѓа речиси низ целата територија на државата. На повисоките планински премини Стража, Плетвар и Ѓавато сообраќајот е отежнат и се препорачува исклучителна внимателност поради појава на голомразица, информираат од Автомотосојузот на Македонија. На патните правци Гостивар, планински премин Стража, Кичево и крак Маврово-Дебар, поради обилни врнежи од снег и негово задржување на коловозот, воведена е забрана за движење на тешки товарни возила. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Со оваа информација го завршуваме овој преглед на вестите. Останете со програмата на 1 ТВ и имајте пријатна вечер.